Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виз за ви на програмата на канал Виса согласно новите протоколи и мерки припишени од страна на владата за заштита на населението од коронавирусот. Го имитуваме ова издание на емисијата се разбира Виз за ви, каде што наш и ваш гостин ќе биде првиот човек на општина Валандово, господинот Pero Костадинов. Градоначалниче, добро вечер. Добре дојдовте во емисијата Виз за ви или Очи во очи за сите оние спиднувања што се случуваат во вашата локална самоуправа. Добро вечер, благодарам на поканата и драго ми е што сум овде. Поздрав до гледачите на телевизија ВИС. Така, секако дека пандемијата не е одминува ниту општина Валандово, на самиот почеток би сакал да ја пренесете ситуацијата, каква е сликата во општина Валандово и кои се оние мерки кои што како општински кризен штаб ги донесовте, мислам дека заседававте неодамна. Каква е сликата со COVID-19 во општина Валандово? Па во овој момент е стабилна. Имавме период од пред, можам да кажам, неколку недели, кој што беше навистина критичен и алармантен. Период во кој што општина Валандово го зголемуваше бројот на новодиагностицирани случаи на COVID-19. Се сеќавате сите, изминатиот период, нашата општина практично од почетокот на кризата беше една од општините со најмалку инфицирани, во долг период дури со нула случаеви кои што се активни, но со почетокот на есента, некаде на почетокот на месец септември. Оној втор бран, што го кажуваат епидемиолозите. Апсолутно, беше и кај нас доста алармантно и сметам дека и се уште е, но во моментот мислам дека се поставени работите да можеме и ние како општински кризен штаб и како здравствен дом ние припаѓаме под јавно здравје Струмица заедно во една добра корелација и фузија да ги изменаџираме состојбите во нашата општина. И знаеме дека и поради гравитацијата Валандово Струмица, Валандово Гевгелија, бидејќи сме многу исповрзани и поради тоа што голем дел од населението, например, од нашата општина и гравитира кон овие две поголеми општини и центри како градови во југоисточниот регион. Исто така тука се извршуваат и голем дел од работните задачи. Состојбата генерално зависи од целиот наш регион, не само од одредена општина. Она што јас би го порачал и што е препорака е дека граѓаните мораат да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство и на владата, да носиме заштитни маски, да држиме дистанца, да не се групираме, да се дезинфицираме. Сметам дека колку и да се привикнуваме на ова нова нормалност, тешко ни оди и затоа во интерес на сите нас е ова што побрзо да заврши и да се вратиме баш буквално на нормалниот тек на обавувањето на дневните активности. Апсолутно се согласувам, градоначалниче, таа координација со сите институции во врска со пандемијава или во општинскиот кризен штаб действуваат, односно членуваат повеќе представници од повеќе институции. Колку вие како прв човек сте задоволни од действувањето и на полицијата и на останатите институции кои што директно се вклучени во она како превентива, пред се да се стопира тоа ширење на вирусот? Јас зборувам исклучиво од аспект на општина Валандово и сметам дека кај нас вклученоста и одговорноста пред се на институциите е на високо ниво. Би сакал да изразам еве и јавно голема благодарност до матичните лекари во општина Валандово, кои што се во директна комуникација секојдневно со своите пациенти и кои што навистина, бидејќи ние сме и релативно помала општина, начинот на кој што комуницираат и ги советуваат своите пациенти покажува една голема емпатија и покажува едно високо ниво на свест. Затоа ние пред нас е денот и на општината, општина Валандово, односно Советот на општина Валандово, на матичните лекари во нашата општина ќе им даде и посебно признание, односно 6-ноемвриските признанија ќе ги добијат. Тука апсолутно
морам да ги споменам нели и останатите институции, Тоа беше како што следното се прашање. МВР, како што се инспекторатите, бидејќи генерално во Валандово се почитуваат препораките, се почитуваат мерките. Мораме нивото да го дигаме и секогаш може и подобро, значи да биде на уште повисоко ниво. Јас уште еднаш ќе повторам, во интерес на сите нас е оваа состојба да заврши колку што е можно побрзо. Спомнавте вие за 2 дена, ако не се лажам, го одбележувате денот на Валандово, односно празникот на Валандово, 6 ноември. Она мене ме интересира, спомнавте ќе дадете признание на лекарите, но предпоставувам дека ќе доделите признание и награди на останатите. Познати ли се оние кои што личности и институции кои што дале печат и за афирмација на општина Валандово, но и се она што значи Минатата недела Советот на општина Валандово ги утврди добитниците на овогодинешната награда и признание. Главното признание, односно главната награда, ќе ја добие доктор Димитар Гетов, кој што е еден од најпознатите гинеколози во југоисточниот регион на државата, кој што со неговата професионалност носи насмевки во многу домови и фамилии, така да едногласно и мислам дека и апсолутно поддржано од целата јавност, доктор Гетов ќе го добие главното признание оваа година. Во признанијата кои што ќе ги додели општината се вклучени граѓани на општината кои што со својата работа придонеле за популаризација на општината од најразлични сфери, од сферите на здравството, како што рековме, до екологијата, до велосипедизмот, до млади, талентирани деца кои што ги има нашата општина. Едноставно, нашата политика изминатиот период е целосно да ги популаризираме позитивните општествени вредности и да го ставиме младиот човек на пиедестал, кој што со поддршка од повозрасните, односно со искуството, сметам дека можат да генерираат во општеството еден начин на живот и една нова енергија и вредност која што ќе не движи напред. Градоначалниче, свесни сме дека ова здравствена криза имплицира и негативни ефекти на економски план. Дали тоа општина Валандово го чувствува на свој плеки, односно на свој грб? Какво е, се реализираат ли оние предвидени проекти? Дали имате доволно прилив на средства во буџетот? Како оди реализацијата или на буџетот, или пак на оние капитални проекти или оние инфраструктурни проекти кои што се биле планирани на минатата година во ова време, кога се носел буџетот за 2020-та? Вака, сосем е јасно и е очигледно дека ние во моментот не се соочуваме само со здравствена криза, туку се соочуваме и со економска криза и мора сите мерки и активности кои што ќе се превземаат и на локално, а пред се на централно ниво, да бидат насочени да се ублажат економските негативни ефекти кои што здравствената криза ги носи. Мене ме плаши цела оваа пандемија да не се претвори во една психолошка криза, бидејќи знаеме дека негативните нус ефекти исто така се одразуваат во секој аспект на општественото живење, па и на, како да кажам, однесувањето на еден човек, односно на личноста. Дефинитивно сме соочени со економска криза и ние како локална самоуправа, значи приливите во општината се намалени, но ние мораме да мислиме како да го заштитиме локалниот бизнис. Голем дел од проектите кои што беа планирани сигурно дека можеше да бидат завршени порано, а дел од нив беа и одложени. Да не заборавиме дека изминатиот период не само што бевме и се уште сме сведоци на глобална светска пандемија, ние како земја бевме, односно реализиравме и парламентарни избори, поради почитување на изборниот законник, мораше дел од активностите да бидат одложени.
сепак реализацијата на буџетот на општина Валандово и приходната страна сметам дека не дозволуваме да влијаат до таа мера да ние не можеме најклучните и најприоритетните капитални проекти кои што сме ги ставиле во програмата за 2020 година да ги реализираме. Динамиката е можеби забавена и малку одложена, но се одвива според планот, бидејќи таму е и целиот наш фокус. Еве баш сега овој есенски период, ние како локална самоуправа имаме и во тек ни се повеќе инфраструктурни проекти, низ повеќе населени места, кои што се клучни за и битни за граѓаните на нашата општина. Од економски аспект, потенцирајќи го тука нели влијанијата на кризата кон секој еден граѓанин, голем дел од населението во нашата општина работи во Гевгелија. Таму знаеме дека поради затворените граници голем дел од казино бизнисот трпи, угостителството кое што е максимално развиено во Гевгелија, кое што сметам дека е едно од на највисоките нивоа во целата наша земја исто така, но се надевам дека, како што реков и претходно, многу брзо ќе излеземе од ова предсездравствена криза и со правилни политики и на локално и на централно ниво. Нема да дозволиме до тој степен да се одрази ептем на економското живење. Костадинов, 3 години без малку, мислам дека и веќе ги наполнивте од вашиот мандат, ви останала уште 1 година. Дали ги поставивте тие темели за кои што зборувате и честопати сте се залагале кога гостувате во нашето студио, дека треба да биде Валандово една современа, модерна, демократска, каде што или општина за сите би рекол. Колку вие сте задоволни или пак она кој што сте го сметале во овие 3 години не сте успеале да го реализирате? Сегогаш може и подобро и повеќе, во тоа сме сите сигурни, но јас сум генерално задоволен. Пред се кога ја превзедов општината, односно управувањето со локалната самоуправа на општина Валандово, нашата општина беше исправена пред многу предизвици. Пред се тука најголемиот предизвик беше рударскиот комплекс Казандол, бидејќи општина Валандово е општина која што има компаративна предност и во која што во голема мера населението не само што се занимава со земјоделие, не само што заработува од земјоделие, туку има и култ кон земјоделието како никој друг во ова земја. Произведуваме фантастични земјоделски производи, дел од нив се и специфика само за нашето подрачје. Имаме многу сончеви денови, имаме многу вреден народ, така да од аспект на генералните, како да кажем, поставување на целите, сметам дека апсолутно сме успешни, исто така и од аспект на ветувањата кои што сме ги имале во тој дол сакам да ве прашам, бидејќи Казандол е елаборирано прашање, но она визија кој што имаше градоначалникот со исклучок на Казандол кој што е веќе решен, и од аспект на реализација на изборната програма, тоа јас дискутирам единствено врз основа на бројки и на факти. Имаме најуспешна реализирана изборна програма на ниво на цела држава, тоа после 2 години од мандатот. Целите кои што си ги зацртавме за тоа да бидеме модерни, софистицирани, транспарентни, исто така се остварени. Например, општина Валандово ја наследивме над 80-тото место на индексот на активна транспарентност. Во 2017 и 2018 година успеавме во рок за помалку од година и пол општината да ја донесеме во првите 10 општини и да биде општина со најголем раст и најуспешна општина во поглед на подобрувањето на транспарентноста минатата година. Тоа или прва општина во југоистокот кој што има најдобар индекс на активна транспарентност. И со најголемо прва во југоистокот, а со најголемо подобрување на ниво на цела земја. Тоа беше наш приоритет, затоа што сметаме дека искрениот и непосреден однос помеѓу локалната самоуправа и граѓаните е убедливо најбитен. Ние располагаме со и управуваме со народните пари, сме креатори на политики и многу е битно
да имаме искрен однос со граѓаните, граѓаните да знаат каде се трошат нивните средства, да имаме однос кој што на некој начин ќе биде и другарски и солидарен во секој можен поглед, каде што можеме да помогнеме. Нашата ситуација е таква да ние сме една од најмалите општини во државата и јас затоа секојдневно алармирам и апелирам дека во поглед на децентрализацијата во нашата земја мора да се подобрува и да им се помага на помалите општини, односно да имаме подобрена и фискална и финансиска децентрализација, каде што општините навистина ќе имаат поголеми ингеренции, но исто така и слободи да одлучуваат за приоритетите на граѓаните и истите да ги финансираат. Голем проблем е за мала општина, а исто така можам да кажам слободно и за сите општини во Република Северна Македонија, проблемот што сите ние знаеме што е најголем проблем, но немаме пари истото да го реализираме. И сме ставени во едни административни лавиринти во кои што ние катадневно треба да изработуваме проекти, да аплицираме и до централните институции, и до меѓународните институции и европските фондови од каде што можеме да добиеме средства, а многу е подобро кога ние како локални самоуправи самите ќе успееме барем во текот на годината да isfinansirаме 1 до 2 круцијални проекти кои што се капитални, кои што се во интерес на граѓаните. Така да сметам дека тоа треба да биде една национална тема која што треба да се отвара наредниот период, но враќајќи се на прашањето кое што ми го поставивте, јас сум навистина задоволен, сметам дека можевме во многу аспекти да постигнеме и повеќе, но еве, имаме уште 10 месеци и ќе се обидеме да го Во тој поглед јас само би спомнал, почитувани гледачи, дека општина Валандова е единствената општина од југоистокот кој што ги објавува своите јавни набавки во врска со сето она што се планира да се реализира, но и средствата кои што се наменети за тоа, еден транспарентен начин за тоа како се трошат народните пари. Рековте реализација на круцијалните оние проекти кои што ги сметате. Што е она според вас, дали сметате дека уредувањето на плоштадот или пак еве Јужно-Вардарска долина ќе ја ставиме како проект кој што секако има допирна точка со општина Валандово, но сепак е на владата. Уредувањето на централното градско подрачје. Го сметате за круцијален проект за оваа година 2020 кој што го почнавте да го реализирате? Апсолутно дека го сметам и многу ми е жал што тоа е еден од проектите кои што ќе мора да продолжи да се реализира и во текот на наредната година, но централното градско подрачје за секој еден град и за секоја една општина е лицето на општината и е многу битен. Посебно мојот впечаток, а и впечатокот на граѓаните, по сите и анкети кои што сме ги направиле и разговори со граѓаните на нашата општина, мора да претрпи значајни промени, пред се од аспект на функционалноста, од аспект на тоа како и визуелно изгледа, но исто така сакаме да направиме и една автентична реставрација, како градскиот плоштад во градот Валандово би подсетувал на оние не толку дури дамнешни времења кога Валандовската чаршија била полна со душа и со граѓани кои што едноставно оставале печат не само во нашата општина, туку и пошироко. Добивам впечаток, градоначалниче, дека освен Валандово водите грижи и по населените места. Постојано се инвестира и по населените места во општина Валандова. Еве сега ќе земам за збор паркот или централното подрачје во Удова. Она што како на памет ми текнува се она урбана опрема во Казандол. Се инвестира и во Бојмискиот регион каде што се реализираат инфраструктурни проекти. Колку првиот човек на Валандово го слуша гласот на граѓаните од руралните средини, со исклучок на Валандова, кога го сметаме за урбана? Вака, освен градот Валандово, ние во општината имаме многу населени места кои што имаат навистина добри услови за живот и инфраструктура, но и неколку населени места кои што навистина целиот овој период биле оневозможени да имаат и основна инфраструктура. Ние сме локална самоуправа
која што треба да се грижи за секој еден граѓанин. Секој еден граѓанин, без разлика дали бил од Казандол или од градот Валандово, е приморан да ги плаќа давачките во општинскиот буџет и ние како локална самоуправа имаме обврска да му ги обезбедиме условите. Мене ми е многу жал што многу од работите не можеме да ги постигнеме нели инстантно и брзо, но се трудиме инвестициите во општината да ги распределиме рамномерно насекаде. Јас сум, например, посебно горд што на полето на детската заштита ние изградивме нова детска градинка. Збориме за Бојмискиот регион. Во населеното место Брајковци, кој што е, Бојмискиот район, имаме реконструкција на централната детска градинка во градот Валандово, во комплетно енергетски ефикасен објект, а за кратко време започнуваме со нова, модерна, исто така енергетски ефикасна детска градинка во населеното место Јосифово. На полето на образованието исто така во подрачните училишта и во централните училишта кои што ги имаме основни, како и во гимназијата и средното училиште во Валандово, да ги подобруваме условите за настава, односно за образовниот процес. Сега сме во период на корона криза, но неминовно ќе дојде денот кога учениците повторно ќе се вратат во своите училници и со своите наставници и со своите школски другари. На полето на инфраструктурата, на нас ни се и тоа е барање на граѓаните многу битни инвестициите во улици, во локални улици и патишта, во канализации и водоводи и секојдневно работиме на тој план. Било во поглед на изработката на проектната документација, било во поглед на реализацијата веќе на инвестицијата. Така да ги распределуваме инвестициите рамномерно, ги распределуваме по приоритет. Сигурно дека сакам голем дел од работите да бидат и со побрзо темпо и динамика завршени, но исто така сум сигурен дека граѓаните ги сваќаат и нашите искрени и намери и заложби, дека се бориме за секој еден денар народни пари да биде распределен правилно. На крајот на краиштата ние мислам дека пред извесен период објавивме една статистика која што покажува експоненцијален раст на капиталните инвестиции во општина Валандово во поглед на претходните години и се работи за капитално и енормно зголемување на инвестициите и тоа на инвестициите во кои што општината е носител на јавната набавка. Добро, а имаме голем дел на инвестиции кои што ги реализираме и кои што се случуваат во општина Валандова, носители се, например, централните нивоа на власт, како што е, например, проектот Јужен Вардар, кој што вие го споменавте претходно. Ќе збориме за него. Моето прашање беше, сепак сте мала општина, кој што немате некој огромен буџет. Како успевате да ги реализирате сите тие капитални инвестиции, не само во Валандово, туку и по населените места, имајќи во предвид дека се добива чувство дека ги распоредувате сите буквално средства да добие секое населено место она што е приоритет. Дали од патишта, дали од урбана опрема, дали од уредување на слободно градежно земјиште. Може би ќе звучи нескромно, но јас морам да кажам дека клучот за успехот е само професионално и домакинско работење, слушајќи го гласот на граѓаните. Сите треба да знаеме зошто се наоѓаме на функциите на кои што се наоѓаме и кои се нашите обврски кои што сме ги презеле пред граѓаните. Како што вие и јас се грижиме дома за нашиот семеен буџет и како ќе ги распределуваме нашите лични финансии, во моментот граѓаните на носителите на јавни функции им дале задача да се грижат за средствата кои што тие ги плаќаат во буџетите. Така да сметам дека круцијалниот параметар и одговор за тоа колку што ве разбрав, и домакинското работење. Го слушате гласот на народот и го имплементирате во вашите програми во буџетот. Деновиве потпишавте уште една алатка во однос на тоа партиципативно учество на граѓаните во креирањето на локалните политики или пак олеснување на граѓаните да допрат до градоначалникот и до општина Валандово. Станува збор за апликацијата М-заедница, што значи
да сум жител на Валандово, преку мобилен можам и да ве прашам и да ви сугерирам или пак да поднесам било какво барање. Да. Ќе може ли малку? Многу ми е драго што го подпишавме меморандумот за реализацијата и на тој проект, преку кој што граѓаните ќе бидат ослободени од врска да доаѓаат физички во општината, за да си ги реализираат своите потреби и комуникацијата со општината, односно со оделенијата во локалната самоуправа. Со прост пример би рекол дека не мора да дојдат во општината веќе да аплицираат за новороденче, на пример. Да, може да аплицираат преку самата дигитална алатка. И ред други такви олеснувања и скратување на губитоците на време и влегувањето во административните лабиринти треба да бидат подобрени со имплементацијата на тој проект и на таа алатка. Што значи дека повторно уште една алка во односот локална самоуправа граѓани. Да, на непосреден начин. Секое оделение ќе биде поврзано со темите кои што се во негова надлежност на дигиталната апликација и комуникацијата ќе биде двосмерна, значи граѓанин, локална самоуправа. Што значи дека може и градоначалникот да одговара на нивните сугестии за белешки. Така е. Добро, градоначалниче, кога ќе почне да функционира таа само алатка МЗНица, со оглед дека потпишавте соработка, меморандум за соработка, може ли до крајот на годинава или ќе биде активна во почетокот на следната година. Добро, спомнавме инфраструктурните проекти дека ги реализирате, иако можеби со забавено темпо, но сепак успевате да одговорите на сите оние потреби на граѓаните. Она што мене ме интересира, во која насока се насочени тие инфраструктурни проекти? Пред се патишта и улици или имате и канализацији, водоводи? Како стоите, например, со канализациите во општина Валандово? За мене во која насока се тие инвестиции? Значи, инвестициите се во основна инфраструктура. За мене под основна инфраструктура, освен локални улици и патишта, влегува канализација, водоводи, осветлување јавно, значи се што представува елементарен услов кој што локалната самоуправа треба да му го обезбеди на својот граѓанин. Така да ги насочуваме во најразлични сфери, кои што ги споменавте, да не ги повторувам сега и јас. Ги насочуваме средствата исто така и во поглед на инклузијата и на социјалната заштита, значи не работиме исклучиво инфраструктура, голем дел од населението има потреби кои што се поврзани од сферата на социјалата, од сферата на образованието. Од било кој аспект, значи не само материјални капитални инвестиции, јас би ги нарекол и нематеријални капитални инвестиции. Алудирате пред се на заекнување на соработката со Апсолутно. И помош пред се во подигање на тој концепт на граѓанско. Многу е битно сите чинители да бидат меѓусебно поврзани. Мене исто така ми беше предизвик и сите институции во општина Валандово и на локално и на централно ниво да бидат подобро поврзани и вмрежени, за да можеме заеднички да ги решаваме проблемите на граѓаните без разлика од која сфера е проблемот. Например, многу е битно локалната самоуправа да биде поврзана со Центарот за социјални работи, многу е битно локалната самоуправа да биде поврзана со подрачното оделение за земјоделие или па со шумското предпријатие или со здравствен дом во Валандово, така да многу ресурси, исто така и време потрошуваме и на тоа за да граѓанинот каде и да се упати, потоа да добие соодветен третман и помош и пред се за ангажираност од администрацијата и од државните и јавните службеници да му биде решен проблемот. Тоа е многу битно и граѓаните во суштина тоа и го бараат. Да, има ли реакции дека и покрај барањето се уште не успева да ја добие таа услуга како што треба? Секако дека има и секако дека треба да се подобруваме многу Так. повеќе. Така. И ние работиме на тоа. Многу од процесите не се процеси кои што може да бидат завршени преку ноќ. Така. Значи мора сите заедно да се вложиме, да не заборавиме
според мене, јас сум зборувал за тоа и претходно, голем дел од проблемите со кои што се соочува ова општество и непрофесионалноста и злоупотребата на јавните функции. Светот останува на младите. Имате младинска канцеларија за соработка меѓу Грција и Македонија. Може ли да ни објасните за што станува збор? Тоа се прави под покровителство на Младинскиот сојуз од Крушево, а е поддржан и финансиран од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави во Северна Македонија. Истата има за цел да ја подигне соработката на младите на најразлични полиња, на младите од Северна Македонија и од Грција. И истата канцеларија пред извесен период под покровителство на амбасадата на Америка и на Младински сојуз како носител е отворена во нашата општина и се надевам дека наредниот период ќе се интензивира соработката на значително ниво. Сега се наоѓаме во време на корона криза, каде што движењето исто така е ограничено, но сметам дека научивме многу сите ние во полето на дигитализацијата барем овој период. Сметам дека тоа ќе биде и една нова револуција која што треба да се случува на светско ниво, посебно и тука кај нас, бидејќи штедиме голем дел од времето и од ресурсите, па би рекол и од непродуктивното трошење на финансиите. Но суштински, дали тоа ќе значи поврзување на младите меѓу нашава земја и соседна Грција? Апсолутно, тоа е и целта. Ако не направиме, ако не направиме суштинско поврзување, значи сме ја промашиле целта. Веќе работат на тоа поле, на одреден сегменти од областа на културата. Така е, минатата недела овде требаше да биде присутна и амбасадорката, но се случи вклучување во живо. Младите веќе активно работат на проекти и комуницираат. Зборувам за младите и инволвираните страни и од Македонија и од Грција, така да очекувам тоа да се повеќе се интензивира и бенефитите да ги осетат младите. Рековте компаративните предности, ако се исклучи, односно нели го исклучивме казандол се земјоделството, а за развој на оваа гранка потребно е инвестиции во она инфраструктура земјоделска, ако можам така да се изразам. Таму, односно во вашата општина, се инвестира во Јужна Вардарска долина. Имате ли сознание кога се тоа ќе биде завршено, кога земјоделците ќе ги почувствуваат бенефитите? Или до кој степен е реализацијата? Во моментот, значи, се реализира системот за наводнување Јужен Вардар втора фаза. Се наоѓа реализацијата, односно имплементацијата на проектот во напредна, односно во главната фаза се наоѓа во моментот. Се мести главниот канал. Тоа е проект кој што е од круцијално значење пред се за земјоделците во нашата општина и пред се од населените места Пирава, Јосифово и Удово. Многу ми е драго што ете германската банка и владата веќе се договорија за реализација на Јужна Вардарска долина, односно на системот за наводнување трета фаза, со која што комплетно ќе биде заокружено наводнувањето на територијата на целата наша општина, достапно за секој еден земјоделец, намалување на производствените трошоци, софистицирање на земјоделскиот аутпут и на крај конкурентност на валандовскиот, односно македонскиот производ на европските и светските пазари. Градоначалниче, во период сме кога се креира буџетот за следната 2021 година, претпоставам дека наоѓате можности, алатки како да го слушнете гласот на граѓаните за креирањето на таа рамка буџетска за 2021 година. Ако ве прашам сега, дали се поставени контурите на програмите за 2021 година? Што може да очекуваат валандовчани во услови на
криза, здравствена, економска, во 2021 кој што неминовно факт е дека ќе биде изборна, да се реализира од страна на општина Валандово? Се поставени веќе контурите, ќе се продолжи со инфраструктурните проекти и дел од нашите ветувања кои што беа дадени во изборната програма ќе се реализираат, а тоа е јавен локален приградски превоз кој што ни беше едно наше ветување. Исто така во поактивна промоција ќе се впуштиме на автохтониот валандовски производ на светските пазари преку земјоделски промотори кои што треба да ги ангажира општината и кои што ќе бидат валандовчани, но во голема мера сето тоа ќе зависи како ќе се одвива нели и здравствената криза предизвикана од вирусот COVID. Генерално мислам дека буџетот за следната година ни е веќе готов и сме свесни што ќе правиме. Мислите на автохтоно на калинката? Па не само калинката, имаме доста производи, одредени сорти на грозје кои што се заштитени, кои што се специфика само за Валандово. Имаме многу производи кои што се карактеристика и специфика само за Валандово. Ние сето тоа мораме и да си го заштитиме и да си го промовираме. Ние не го земаме тоа како ексклузивитет, но едноставно од истото мораме да правиме промоција, да ја доближуваме нашата општина до светските пазари, како индиректно нашите граѓани кои што се вклучени во производството на истите тие производи би имале зголемени приходи. Во таа насока, со оглед дека сте економист, лобирате, успевате да привлечете инвестиции, формирате една плодна база за да се инвестира во Валандово? Да, ние имавме и носечкиот стол на кампањата пред 3 години, кога се кандидирав за градоначалник, ни беше пред се да го смениме нели прецепирањето на и создавањето на еден нов општествени бизнис и стопански амбиент кој што ќе биде различен од тоа што беше претходно. Значи на почетокот нели дискутиравме за рударскиот комплекс Казандол, едноставно го заштитивме земјоделското производство, неколку нови земјоделски капацитети се отвараат во нашата општина. Се обидуваме заедно во соработка со владата дополнително да донесеме, сега состојбата е таква каква што е, инвестиции кои што ќе го значително подобрат стопанскиот амбиент во нашата општина. Ги следиме сите тие трендови, создаваме нови индустријски области, мапираме нови, нели, целосно во корелација со тоа да го заштитиме и приматот на една од најеколошките општини во државата. Во таа насока, како импакт или пак да очекуваме поголем аутпут е и тоа сообраќајно поврзување. Се заговара, односно се работи на проектната документација за магистралниот пат Струмица-Валандово или експресен пат. Колку сето тоа може да го потикне локалниот економски развој во вашата општина, кој што го предвидува од страна на Министерството за транспорт и врски? Апсолутно многу. И многу ми е драго. До крајот на годината треба нели да биде готова проектната документација. Се надевам дека многу брзо државата ќе успее да ги обезбеди средствата за реализација на истиот. Тоа е проект кој што е важен не само за општина Валандово, важен за цела наша земја, пред се и за општина Струмица и општина Гевгелија. Така. Користите, односно аплициравте средства за добивање средства од Министерството за транспорт и врски за оние локални патишта во однос на 70 милиони кои што Светска банка ги додели на државата? Да. Преку проектната единица во транспорт и врски ќе реализираме 5 улици локални во нашата општина. Се заговара формирање на фонд за канализации во државата, по населените места. Како стоите, пред малку зборевме на таа тема, но дали имате проектни документации за канализационни системи? Најбитна во моментот ни е канализацијата во населеното место Раброво, да ја обезбедиме, бидејќи Раброво е малтене приградска населба на градот Валандово,
а потоа и во населените места во кои што живее турско население. Они се оставени без канализационен систем и мене ми е многу битно тоа да го обезбедиме. Доколку наредниот период успееме да обезбедиме и една детска градинка во некој од тие населени места, комплетно ќе завршиме со обезбедувањето на 100% услови и покриеност на полето на детската заштита на ниво на цела општина. Пополека ќе ги реализираме и канализационите системи. Во моментот завршивме со канализацијата во Бојмискиот реон. Мали интервенции сега ќе ни следат на канализационите системи во населеното место Пирава, значи ни останува населените места кај што живее турско население. Јас сметам дека со животот и правењето на секој еден граѓанин за битен и за важен е многу клучно, така да насоките ќе бидат во поглед на канализационите мрежи кон тие населени места во општината, кон Калково, кон Чалакли, кон Дедели. Што значи дека сакате целосни, односно да го покриете цела општина со канализациони системи, кои што во секој случај... Па сите сакаме тоа да го направиме веднаш, мислам, срамота е 21 век сме. Но сепак мора да признаеме дека канализационите средства барат премногу средства, кои што една локална самоуправа ги нема во сопствениот буџет. Така е. Па и да бидеме малку поискрени и реални дека средствата тешко се обезбедуваат, барем во таква услова. Така е, и тука има еден интересен момент, нели, ние навистина значително ги имаме подобрано инвестициите и издвојувањата во капитални проекти, па граѓаните веќе се навикнаа и во нивните населени места, нели, одредени капитални проекти да се реализираат брзо со огромна динамика и дури сега нели имаме проблеми да објасниме дека не можеме се да направиме со посакуваната динамика, бидејќи најголем проблем се средствата, а ние сме навистина мала општина, но нашата обврска е да се грижиме и да се бориме и се надевам дека ќе успееме во тоа. И за крај, градоначалниче, рековме дека со граѓаните имате, се обидувате да воспоставите, односно имате една соработка, го слушате нивниот глас, како стоите на соработката со граѓанските здруженија кои што се двигатели и може да бидат партнери во реализацијата на одредени проекти во општина Валандово. И јас како градоначалник и локалната самоуправа и советот на општина Валандово до сега не одбил ниту едно здружение од нашата општина да го потпомогне, а исто така и било која идеја на било кој поединец која што едноставно наишла на широко одобрување од граѓанството во општина Валандово, не била саботирана, така и ќе продолжиме. Се надевам дека и со невладините организации, со здруженијата и со граѓаните, генерално ќе го задржиме тој партнерски однос, бидејќи истите тие треба да бидат коректив во работењето на локалната самоуправа. Фактички ги охрабрувате да бидат активни чинители во... Секогаш. Да. Фолкфест Валандово годинава не се одржа. Познати се причините, до година се зависи од кризата? Па ние имавме изборно ветување дека Фолкфест ќе го вратиме во месец мај. И го вративме уште првата година, 2018 се реализираше во тој период од годината, доколку условите дозволат, сигурно дека ќе го реализираме следната година. Се работи за јубилејно 35-то издание на најреномираниот фестивал на македонска новосоздадена песна, која што, како да кажам, Валандово е нели познато по овој фестивал кој што е заштитен белег освен калинката. Па е заштитен белег и на македонскиот идентитет. Нема свадба која што не поминува и веселба, и вие, јас, сите знаеме по најмалку 50 на песни кои што се отпеани произлегле од летната сцена на Фолкфест Валандово. 2021 се зависи од кризата или имате веќе некои размислувања што и како би било тоа јубилејно? Не, многу ни е битно условите да ни дозволат да го реализираме како што си личи со две полуфинални вечери и една финална вечер со присуство на публиката да биде активен чинител и тоа ни беше исто така наша цел. Го укинавме телефонското гласање, единствено публиката и стручно жири
одлучува, така да многу ни е битно да се нормализира состојбата, за да може и присутната публика во фестивалската сала Јанко Узунов да биде активен учесник на фестивалот. Градоначалниче, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на канал ВИС и тоа на крајот од третата година од вашиот мандат. Мислам дека во овој период пред 3 години станавте прав човек на општина Валандова. Ви преостанува уште една година. Ќе се вклучите во изборна трка до година? Па мислам дека се уште е рано да мислам Имате на тоа. амбиции? Јас ќе го изработам мандатот максимално професионално до самиот крај. Што и како ќе се случува понатаму, ќе видиме. Јас ви благодарам, почитувани гледачи, тоа беше Перо Костадинов, првиот човек на општина Валандово во емисијата Визави на програмата на канал ВИС, општина која што во последниве години брзо расте на полето на активната транспарентност и објавувањето на сите податоци како се трошат народните пари. Костадинов, јас ви благодарам што бевте и дел вас. од емисијата Очи во очи на програмата на канал ВИС. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието. Пријатно.